Значи најбитно е да си ги пронајдат во сопствените редови. А другото е се реторика и демагогија. Значи најбитно е секој кој заслужува местото да си го задржи, да го задржи. Меѓутоа оние кои на било кој начин се огрешиле о законот треба да се одговараат. Значи тоа е најбитниот принцип. А личностите и персоните се бројка или податок. Значи битен е системот да функционира. Ако некој сака да го направи тоа, ќе го направи. Значи не може законот да биде за некого мајка, за некој маштеја. Па не знам, они вајда си знаат. Ја многу со политика. Не, нека си видат они. Дека треба да има, треба да има. Тие што се обично слушам се даваат оставка, сами си се препознаваат. Некои од раководителите, директорите, како што гледам, поднесуваат оставка најверојатно, претпоставуваат дека не одговориле точно на задачите што им престојат. Сами си се препознаваат, а јас вака лично не можам никого да етикетирам. Не сум имала се уште така некој проблем било каков. Па најверојатно најдобро тој знае, па ние што можеме? Не сум многу во тек, меѓутоа сметам дека тој што смета треба да го направи па сега. Кога ќе земите да анализирате, речиси не едно министерство не ја врши работата како што треба. Надамна слушавме дека има 440.000 дивоградби. Па што правеле одделенијата за урбанизам? Зошто не реагирале на време? Така, да се реагирало на време, да се запрела дивоградбата, ќе немало 40.000. Не само на државно, туку и на локално ниво, по општиниве исто така. Значи, да резимирам, ни едно одделение, Министерството за правда, за образование, не вршат работата така како што треба. Граѓаните тоа јасно го рекоа. Благодарам. Они ќе си реши с Ахмети. Ќе има многу албански табор да се очисти тамо, пошто луѓе треба квалификации да има, да се способни. Ако го стави министар да може да одговори на тој место што се саѓа и за плату што го зима. Сами од себе се очисти, кого да очисти? Знаете како ни води државата? Вие, господине, што сметате? Истото. Имате некоја прогноза кој би можел да биде зафатен од метлата на земја? Знаеш што треба? Најдобро е нови парламентарни избори да има дечко. По мене тоа е. Па нека гласа народ, кој ќе си добие, нека ја води држава. Метли, доста е со метли. Нема да игра метлата, веруј. Тоа е само оправдание, нино оправдание. Метлата ќе има, кај ќе има метлата? Да чистат ходниците? Таа ќе останат истите. Политика не ме интересира. Ни заев, никој. Има многу, ама он нека ти размисли кој прв ќе го тргне. Вашите прогнози кој се сметате дека можеби ќе биде загрозен од таа метла? Па првен треба да го смени тој на полиција, ако ме прашаш мене. Тој треба да го смени. А после има уште еден. За финанси што му фали. Многу е добар.